Почитувана македонска јавност, се јавив во врска со членот 77 став 2 и барам точката број 31 да биде тргната од дневен ред, а тоа е автентично толкување на Законот за облигационни односи, поднесено од страна на Јован Митревски. И за да не се мачи председателот да објаснува деловнички дали е оправдано или неоправдано ова мое барање, токму поради тоа и најдов една точка која што, побарав да биде подмрдната или да биде тргната од дневен ред, а впрочем сакав да ги искористам овие 3 мои минути за да ја запознам целата македонска јавност во врска со една друга работа која што сметам дека ќе ги интересира. Имено до 11 часот, до моментот до кога беше закажана оваа седница, на дневен ред под точка број 12 беше предлог законот за изменување на Законот за судската служба. Во овој предлог закон, заедно со уште два закони, значи Законот за изменување на Законот за јавна обвинителска служба како 13-та точка и 14-та точка за Законот за извршување на санкции, беа предвидени одредено зголемување на платите на одредени служби кои што работат точно во овие области. Имено, веројатно не дојде представник од Министерството за правда. Сакам за целата македонска јавност да стане јасно дека повторно овие службеници се излажани од страна на Министерството за правда, имено од страна на УПОС во однос на Законот за изменување на Законот за судската служба. Имаше забелешка во врска со членот 2, тие излегоа впрочем и на еден протест на 26.2022 година, барајќи од страна на министерот Тупанчевски измени во Законот за судски службеници, за да се зголеми нивната плата за 15%, но и исплата на додатоците за ризик при работа и за доверливост за чување на лични податоци. Имено за време на протестот тие се разбира добија покана од страна на министерот Тупанчевски, се сретнаа со истиот за повторно да бидат излажени. И затоа, нека знае целата македонска јавност дека за овие зголемување на плати, ниту пари има во буџетот, ниту пак има волја од страна на владеачкото мнозинство овие службеници да добијат зголемување на платите. Доколку беше така, ќе ги прифатеа и нашите амандмани предложени во ребалансот на буџетот, а не сега да се скриваат врз вакви предлози на законски решенија, кои што денес нема ниту време, ниту волја да дојдат овде и да ги образложат на оваа седница. Ви благодарам.